пат сме во отвореното студио 1 и како што и претходно најавивме во овој прв блок од овој термин ќе третираме она тема која што богами во последниот период е актуелна, има многу реакции на социјалните мрежи и можеби дел од оправдано граѓаните реагираат, а тоа е дека може да се каже мај и јуни се веќе започнуваат да се оние топли месеци, па се повеќе се објавуваат информации за наезда на змии. Главното прашање е оно што сите не интересира, како да се заштитиме, бидејќи има информации, гледаме се движат во урбани средини, а влегуваат и во домовите на дел од граѓаните. Околу сите овие моменти поврзани со змиите, кој може подобро да ни објасни, ако не Војо Иванов, познатиот зоонеговател од Скопска зоолошка градина. Добар ден и добре дојде. The Ghostbuster. Така. Војо, започнуваме со она како што кажав, да, де факто познато и лекарите веќе предупредуваат граѓаните да внимаваат каде се движат и како се движат, меѓутоа интересен е моментот што веќе неколку видеа можеме да забележиме што се споделуваат на социјалните мрежи, значи ги има на кејот на Вардар. Имате ли кај вас пријави за во домови, во автомобили? Имаше еден граѓанин каде што на гума од велосипед му била заглавена. Сега, она примарно, стигаат ли пријави кај вас, како се справувате и... Така е. Веројатно, кога јас би ја отворил емисија, ако не сум водител, кога би било обратно, јас би рекол, добар ден, почитувани, имаме наезда на луѓе во природа. Забележани се викендов, луѓе во природата, кои што ја загадуваат и понатаму истата. Значи, иако малку, да речем, ајде, во негативна конотација можеме да го свртиме муабетот, наезда нема, според мене, заради тоа што е сосема природно во овој период од годината да се разбуди природата, нели, имаме повеќе вода, имаме повеќе дождови, сето тоа ја мотивира природата да расте, но и да се размножува. А во друга страна, нели, и змиите како составен дел од тој еден цел биосистем, од таа една урбана биологија, секако се тука присутни, само што можеби во тие 6 месеци од годината кога е зима или кога е по-суво, не ги забележуваме толку, па можеби повеќе акцент се става во овој период од годината. Не е типично да сретнете или да видите змија на кеј во текот на другите месеци и сега тие видеа, бидејќи се одат вирално и многу брзо, се атрактивни, секако дека тоа изгледа малку така бомбастично, ама во секој случај не е. И сега знам дека голем дел од родители, особено мајки во овој момент ќе паничат и ќе викаат, ма пушти го бре се, а он ќе ми каже, не, змии. Да, не е поентата за еве со овој разговор да шириме паника, меѓутоа сепак малку ете баш напротив да ги смириме граѓаните, да кажеме, конкретно и со совети еве и од твоја страна. Така е. Значи, веројатно пак ќе речеме нормално овој период да ги имаме во таква но и во урбаните средини. Апсолутно, да, секаде. И не е ништо страшно, иако тоа сега знам дека звучи многу чудно за подома, ама е донекаде и полезно заради тоа што тие значи дека дошле по некаков синџир на исхрана од типот глувци и други, ајде ние ги викаме штеточини. За мене единствено што не ми се допаѓа, што да речам повторно на социјалните мрежи може многу брзо да отиде, а тоа се некои начини на кои што вие ќе треба да ги истребувате, нели оние кои што паничат во моментов, па ќе треба да ги истребат со одредени отрови и слично. И тука ќе ги приметите многу често се спомнува сулфур, се спомнуваат одредени препарати кои што се ставаат на одредени места, као нели да ги одвратите од вашиот дом, ама јас ве уверувам дека со тоа ќе направите многу поголема штета на целата природа, не само на змиите, и автоматски предизвикувате многу поголеми други проблеми отколку што ќе се заштитите во овој случај од еден ваков рептил. Да, само пред да продолжиме со разговор, да напоменам дека ќе ги отвориме и телефонските линии, слободно може да се јавите, да споделите некакво искуство или секако да поставите прашање до Војо во овој однос. Ве очекуваме. Ајде сега, Војо, малку за појаснување. Спомена дека во принцип во домовите или во урбаните средини змиите се појавуваат по плен или така наречено, но малку ми е чудно ако од една страна е познато дека имаат развиен нели осет за слух и во принцип е познато дека бегаат од луѓето, како па на пример од друга страна се наоѓаме во ситуација да се појави во нечи дом или некој јавен простор. Знаете како со низ годините ние навлегуваме многу се повеќе во природата
и нормално е природата да некако мигрира и се симне можеби повеќе надоле. Не е ништо чудно за луѓе од село, нели, оној вистински македонски селанец, не зборам за викендаши, за луѓе кои што живеат баш на село. Македонец секогаш на пример за змија вели змија и смок. За него змија е отровна, демек, нели, поскоки шарка, а за него смок е нешто сосема трето и за него смок има една друга димензија. Они селаните ги викаат чувар на куќата. Верувам дека голем дел од гледачите во моментот ќе се согласат дека порано се верувало дека секоја селска куќа си има свој чувар и дека ја чува од злото. И тука веројатно имало некаква логика заради тоа што низ минатото приметиле дека куќите кои што имаат смок немаат болести, односно немаат глувци. Во тоа време глувците биле тие кои што ширеле болести. И сега знаете како, веројатно тогаш имало страшни болести од кои се умирало, нели? Така. Приметиле дека куќите кои што имале смокови во темелите, нели, во камењата, секогаш биле заштитените. И на тој начин секогаш кога ќе го виделе смокот велеле, еве го смокот сигурно има демони, нели? Така ја представувале или ја гледале болеста точно која дошла, ама што ми беше поентата, вистински македонски селенец никогаш нема да убие змија. Ако ви текнува секогаш кога сме цртале или сме гледале во сликовници како деца овчари, сточари, секогаш во раката носеле стап кој што горе завршува како кука. Нели? Тоа го користеле за јагниња, нели, да ги извадат од кај мајка, но многу често таа кука ја користеле за да ја закачат змијата, значи не да ја удрат, туку да ја закачат и да ја тргнат настрана од патот за да може да си поминат. Тие верувале дека е греф да убиете змија, токму поради тоа што ќе си го убиете чуварот на куќата. Сега некој верува, некој не верува. Јас ја кажувам народната, да речем, ајде приказна, бидејќи како дете многу често планинарев, одев во природа и ова се приказни кои што ми ги раскажале стари лица. Кај верувањата, Воја, има ли вистина во она исто така традиционално народно верување дека смокот на пример го привлекува мирисот на млеко? Да, многу често знаат луѓето да речат нели доилка, дека не е убаво да оди на ливад, бремени жени и слично. Од каде доаѓа таа приказна? Змиите нели хибернираат во зима, имаат потреба од зимски сон, нели треба да зимуваат и што се случува? Најчесто шталите каде што се кравите им се идеално место за да се сокријат. Зошто? Заради тоа што е топло. Македонец во зима никогаш не чисти штала. Па тоа толку се собира во цела зима што на пролет во одредени делови од држава се вика гној. Народно се вели гној. Значи може да мислите колку тоа тргнува да скапува веќе внатре, но при тоа што знаеле дека дури да стават рогозина на кровот од самата штала, бидејќи знаеле дека горе е топло, дури самите тие да преспијат, бидејќи нели кравиве какаат и прекумерно. Што ми е моабетот? Во таа топлина секогаш се сокривале смоковите и тука презимувале. На пролет кога се случувало чистење, веројатно од стрес тој ден кравата, нели, нема млеко. Бидејќи и таа е зачудена нели од змии кои што да речем се движат во тој момент и сега шталаров си ги поврзува приказните. Немаше млеко, смокот го видов, веројатно дошол и исцицал млеко и веројатно понатаму многу лесно тоа го поврзале со децата, демек не оди тамо, оди змијата, мајката, и ти сигурно и тебе ќе те нападне и од таму и таа легенда. Од друга страна пак и смокот е змија која може да се качува и на дрва. Многу често знае ако нема доле доволно глодари глувци, да се качи на дрво и да изеде јајце, пиле, нели од птици. И многу често знаат нели селаните да седнат под сенка, да се одморат од работа на нива и змијава да падне, нели? Буквално да се спушти од дрвото и да им дојде на нив и они се ваделе од памет. Така да, пак ќе речам, сите тие приказни веројатно имале некоја ваква логика. Во сета спротивна нека веруваат. Мене ми е драго што сите приказни одат во прилог на змиите, односно оделе барем во модерно време не толку на тоа да се заштитат. Мене ми се допаѓа приказната да веруваме дека е чувар на куќата. Ајде малку да разграничиме. Кои се отровни змии кај нас? Еве да речеме не само во Скопскиот регион, генерално земено, бидејќи гледам дека особено на социјалните мрежи често се појавуваат вакви дилеми и што треба да речеме да направат граѓаните кога ќе забележат змија. Јас во моментов сум малку извадена од памет, но добро. Здраво, памет, извадена е памет. Ама ќе кажам здраво, ќе бидам културна. Она што е многу важно, се не сум сигурен. Велиме добре дојде за пченкарен смок. Ова
е смок кој што доаѓа од Америка. Јас не користам автохтони видови заради тоа што тоа може да го видите во природа. Ама мислам дека со некои од камериве понатаму ќе забележиме. Она што е многу важно, што многу често го употребувам на моите рептил шоу кога ги правам со деца, бидејќи често пати ги забавувам децата за роденден, која камера ме снима? Таа ме снима сега, ама сакав да покажам нешто покрупно. Со која камера? Здраво, камера? Со која камера да снимаме? Некоја поблиску што ќе ме даде, односно во глава да ја снимиме змија. Са која е таа? Мафни ми? Не знам. Супер. Ај вака. Змија нема очен капак. Гледате очите? Се постојано отворени. Значи, таа не може да трепка. Очите на змијата нон-стоп се отворени, па дури и кога спие. И тие очи практично и нон-стоп гледаат. Добро, доста е таа крупна камера. Сега, што сакав да кажам? Замислете си дека змијава си спие на некоја ливада, вие си претрчувате, си поминувате, ја вадите и незе од памет, како некој вас кога би ве разбудил од кревет, секако дека ќе скокнете и дека ќе бутнете со рака. Змија нема рака, сигурно дека ќе касне. Така што е нормално. Мој совет кога одите во природа, не се трудете да толкувате, може да е отровна, може да не е отровна. Не барајте нели војаклија за да ја средите работата. Оставете на тоа дека змијата може да си го продолжи патот, одминете ако технички тоа е изводливо, ако не, земете стапче, буцнете на било кое место од телото, преместете на другата страна од патот и продолжете си го патот. Најлошата варијанта е да ја удрите заради тоа што многу често луѓе знаат да не ја познаваат анатомијата на тело на змија. Многу често слушам дека змија нема коска. Како нема коска? Има рбет, нели? Исто како и нашиот рбет, ако тој се повреди, секако дека остануваме хендикепирани, така и змија. Ако вие тргнете да ја удрите, го прекинувате рбетот и вие имате хендикепирана змија. Змија во количка во природа не постои. Значи таа змија секако дека е осудена и тоа на болка и на смрт. Не пробувам да ја представам змијата како нешто волшебно и дека нели е преубаво. Јас ги сакам, не мора сите да ги сакаат, ама мора да ги почитуваме. Тие се дел од еден синџир на исхрана во природата кој што е многу важен и по мене нема потреба, никогаш змија нема да тргне да ве напаѓа ако нема потреба. Значи, ако тргнете сега да ја стапнете, да ја стиснете, да ја фаќате за глава, секако да ќе ве касне. Бојан, морам да те прашам што правиме нели со сите пријави, односно еве и лекарите тврдат дека во овие топли месеци има, не знам, по 2 до 3 случаи минимум во тек на месецот, каде што нели има граѓани каснато од змии, па има борби со отрови, Ништо страшно. Ништо страшно. Прво, значи, да, постојат два типа на отровни змии во Македонија. Едната е поскок, да, има напред рокче, така е, а другата е шарка, нели, самото име ни кажува, прилично шарена, но она што е поважно, пак ти речем, не пробувајте да ги толкувате. Секогаш луѓето знаат да речат, огромна, толкава, 2 метра. Значи, што поголема, тоа подобро, заради тоа што тогаш сигурно е смок. Отровните се секогаш помалечки. Ги има во Скопската околина, ги има и низ Македонија, Прилеп, Охрид. Да речеме еве во Скопската околина. Ги има секаде, нема правила. Најчесто матка, ако одите секако дека ќе видите на камењата некоја од шарините. Ама знаете како вие одите во природа, ние сме гости таму. Сега во Тафталиџа ако залута некоја змија, да, ама пак ќе речам, не ви се загрозува животот со самото тоа што ќе ја видите. И дека често знам на детски роденден речам, јас се плашам од баби, па сега што ќе видам баба во автобус да вриштам, баба. И дали они се смеат. Ама пробувам на тоа со тоа да им асоцирам на тоа дека не мора ако нешто не сакаме, не мора да значи дека треба да го повредиме. Дели? Одминете го патот. Ако морам од новинарски да го фатам оној најлош момент, што правиме она што и претходно те прашав, еве доколку не дај Боже не касне змија. Да речам. Вака сега тој е нормално. Јасно, да. Сега тој дел веќе е медицински, да не навлагам јас, ама едно е сигурно, ако е голема секогаш ќе биде смок. Тоа е неотровна. За таква не ви треба никаква медицинска интервенција. Само треба да се смирите, да пробате да дишете длабоко, да испиете вода и да ви падне тој стрес, нели, бидејќи сепак не е пријатно. А болно и да не е, малтани нема да осетите кога ве укасала. Змија никогаш не држи, таа ќе ве пушти секогаш, поготово овие малечки змии во Македонија никогаш нема да
да направат некоја голема драма. Во случаеви веројатно кога се работи за старо изнемоштено лице, премногу мало дете, слаби луѓе, посколку тишарката да одредени змии може да направат на одредени луѓе или жртви во овој случај, некој таргет некаков проблем. поранливи категории на луѓе во однос на реков, каснувањата? повозрасни луѓе. Повозрасни и деца? Да. Од друга страна, многу често, например, луѓе на планина кои што веќе изоделе, дехидрирале, ама пак ќе речем, не сакам да ме сватат погрешно, не сакам да навлезам во медицинскиот дел, така. ама од искуство велам дека од прилика тие се тие ризични категории кои што по мене би требало да побараат некаква медицинска помош, чисто за да пред се смират, да, не дека нешто навистина некоја драма ќе се случи. И сега, Војо, да расчистиме уште една дилема, она што верувам дека во јавноста не е доволно јасно каде треба еве да алармираат, односно да пријават граѓаните кога ќе забележат змија. И претходно неофицијално разговаравме дека имате пријави, односно се јавуваат кај вас, ама како изгледа сега сето тоа? Надлежни сте вие како зоолошка да интервенирате во тој однос или Не, вака сега да ги разграничиме работите? Сега сум како Војо Иванов, зоолошка градина на Илинденска, не сум дојден тука како зоолошка, ама во секој случај, да, работам и со зоолошка градина и секако дека и тамо се јавуваат и на мојот приватен телефон се јавуваат. И како изгледа тоа кога ќе ти сеават на приватен телефон, Војо, дојди видов змија или? За среќа низ годините добро сме ги хендале поголем дел од ваквите ситуации. Претпоставувам дека луѓето се јавуваат на информации им даваат контакт со центарот за тревожење, известување и тревожење, така Што малку ми наверувам знаат дека постои воопшто. Да, ама најчесто на информации им го даваат овој број или од полиција, па понатаму малце се играме со таа работа. Едно е сигурно, ние немаме служба која е наменета конкретно да се справува со диви животни. Што ќе се случи ако вие удрите мечка на патот кон Охрид? Да, што ќе се случи? Мечка со мечиња. Удрите желка, така? Значи постои закон кој вели дека ова се заштитени видови, така? И вие ако случајно сте повредиле, ќе треба да го пријавите, бидејќи во спротивно бегате од местото на злосторот, нели? Срна ќе удрите утре, така? Ова се проблеми кои што низ годините ние сите ги посочуваме, ги таргетираме, ама никако властите или соодветните институции да покренат иницијатива да се склопи еден тим и тоа да се реши еднаш за секогаш. Ние немаме шелтер за повредени диви животни. И се уште луѓето ги носат во зоолошка градина. Најдовме јастреб, се удари во прозор, најдовме срна, мече, утепана мајка од нели ловџи. Такви приказни ги имате во текот на целата година. Значи најчесто е пролет и лето, но не дека помалце се случува во зима. Ова е ситуација која не е нова и која се провлекува, ние секоја сезона апелираме кон истото, дека државата треба да формира служба која ќе се справува со ситуации поврзани со диви животни во урбана средина, но и ситуации кои што, нели, како што реков сега, се случуваат на пат од национални паркови и слично. Во однос на ако некаков апел може да биде кон гледа, веројатно они се јавуваат во центарот за известување и тревожење, нели, самата служба многу често го користиме од приватен телефон. Да, ние сме биле на муабетот типот може ли да даваме телефонче? Може да даваме телефонче. Нели, како такси станица. И тоа се случува со години. Немаме меморандум за соработка, немаме благодарници, хонорари, боже пази, не ни треба, но некако сметам дека оваа работа мора да ја поставиме на едно попрофесионално ниво, чисто за да функционираме нормално. Твоја добра волја, ако може така да кажам. Да, Бетмен. Знакчето, трчај. Секогаш кога има потреба, кога сум во можност да помогнам, драго ќе помогнам. Ама знаете како постојат институции во држава кои што се платени за да ги решат ваквите ситуации. Тие ќе треба да направат тим, не мора да сум јас, ќе направиме тим, ќе обучиме млади луѓе кои што ќе се справуваат со ваквите ситуации, каде диво животно треба да се земе, да се стави во платнена торбичка и да се однесе во природа, во првиот национален парк и да се ослободи. Ако е повредено, да му се направи шелтер, да се згрижи на кратко време, да му се даде медицинска помош и да се ослободи доколку е тоа возможно. Да, веројатно треба како што и самиот кажа, повеќе луѓе и тимови да работат на ова, да не е само на Воја. Да ни споделиш некои интересни, ајде во наводници, некои искуства вака во однос на овие јавувања и пријавувања на змии. Односно може би делови што те иритираат или што на некој начин еве позитивно ти изгледаат. Како Воја. Има неколку приказни, сите се такви премногу забавни, интересни. Едно се сеќавам дека во полициската станица во Арачиново имаше повеќе змии. Веројатно заради тоа што кога женката, нели, треба да се пари, по нејзе доаѓаат повеќе мажици.
Јас не ми се случило да видам на едно место толку змии. Дури и јас изненадив кој улев као да. Внатре имаше едно 7-8 змии сигурно. И се сеќавам дека полицајцов бегајќи во целата таа атмосфера си ги искина панталоните преку ограда преди тоа. Беше прилично така крупен човек Полничок. го имаше, нели? Во униформа. Тоа беше една од пресмешните ситуации за мене, не и за него сум повеќе од сигурен. Имаше една ситуација во која што јас во кафуле седам со пријатели во Сити Мол на едно од отворените тераси, сега ми звони телефон и вели, командирот полиција Карпош, се извинувам, имаме интервенција, многу итно во Министерството за земјоделие тогашно беше во парк, вели, мора да интервенираме. Ја велам, знаете како, јас сум во Сити Мол на кафе со пријатели, се луѓе го седат околу мене, ја велам, да, и тој вели, само бидете на линија секунда, имаме колеги тамо. Колеги вика, дајте сигнал, Војо е во Сити Мол, и јас само како што зборам на телефон, од таму се уклучува ротационо светло. И ја викам, да го гледам. Па придете кон возилото, ќе ве земат. И ја на пријатели ми правам, демек нема гајлес, ја идам. Јас си станувам на столче, влагам на црвено. И одиме да извадиме. Со ротационо на црвено да поминеме, бидејќи беше една голема делегација тогаш во Министерство за земјоделие, се сеќавам, и дека ја извадивме, нели, змијава. И вакви приказни имало мал милион. Имаше една случка која што знам дека беше во една од кулите во автокоманда, каде господја со упорно веќе не со денови како се вели пријавува змија, за веќе кога дојдов на лице место, да сватиме дека тоа на 7-ми кат и дека технички е невозможно да биде змија и да сватиме дека жената веќе има ментални проблеми за да сето тоа го хендла и веројатно ова е привидение неизино, дека не е реално. Па потоа со комшиите глумевме дека сме ја фатиле змијата за да и помогнеме на жената да го разбере тоа. Мене ми се драги сите овие приказни, не ме разбирате погрешно, ама пак ќе речам, лошо е државата да нема сервис за граѓаните кој подразбира една ваква услуга која што реално со години се повторува како потреба. Да, еве ова нека биде и низ разговоров еден апел. Воја пред крај полека да го заокружуваме разговоров, некои препораки, еве така го отворивме разговоров, така и да го затвориме до граѓаните, сите оние исплашени, може би оправдано, може би неоправдано лица, да некои посебни препораки за внимание на движење или тоа не може како што најпосебни, не ги повредувајте животните. Нема потреба за такво нешто. Знам дека звучи многу идилично, демек змијава ќе ја поместиме со стапчи, тоа се ќе си биде окей, ама просто повлечете се. Немате потреба да се изложувате на таков стрес дополнителен. Секогаш кога мислите дека змијата ќе ви влезе во, да речеме, ајде во простор каде што се осеќате загрозено како дневна соба, спална, куќа и слично или забележите, тогаш секако дека ќе помогнеме или ќе интервенираме, ќе се јавите во службите. Но во сите останати ситуации гледајте да ги одминете, гледајте да ги заобиколите. Сватете дека и тие се составен дел на природата и тие припаѓаат таму. Да, знам. Тоа се трудам со години да го направам, со децата многу подобро ми оди. Со родителите така, ама верувам и во мојата кауза дека со се повеќе повторување во јавноста дека ова и не е така страшно и дека е безбедно, дека ќе го надмиреме сето тоа заеднички. Добро, Војо Иванов, секогаш е добро да ја имаме твојата енергија во отвореното студио 1. И пред крај заборавив да те прашам, дали имало некогаш некаква ситуација да реагираш по пријава, еве да речеме за змија, да не си можел да излезеш на крај, ајде фигуративно кажано со змијата, односно да ја извадиш или да помогнеш во моментот во дадената ситуација? Да, ми се случи пред неколку дена. Еден господин ми се јави да ми каже дека во колата доле, нели, под гумите видел како му влага змија. И јас велам, господине, мислите дека јас сум автомеханичар, дека јас работам со канал, па можам да ви отстрафам за да извадам змијава? Не, господине, запалете си точак и тргнете си на работа, оставете го автомобилот, нека одмори неколку дена. Тоа никако не ви го загрозува животот. Во такви случаи самата излегува? Ќе користите и вие. Да, ќе оладите колата, нели, секако дека ќе се излезе самата. Сега има дождови, брзо ќе се олади, ќе се излезе. Ете. И без паника? Да, без паника препорачува Војо. Секако да, уште еднаш ти благодарам. Ја имавме исто така како гостинка во отвореното студио еден измијата на Војо. Јас издржав
машки, можам да кажам, иако Ја тука колегите од не навлагам. режија... Јас само ќе искористам приликата да ги поканам сите гледачи, поготово оние кои што во моментов имаат фамилии и деца и па гледаат заради внимание да видат што ќе кажам. Ќе кажам многу повеќе на 9 јуни во Скопската зоолошка градина имаме еден краток ивент за помалите деца, за кој што за прв пат многу ми е драго што направивме соработка со Златните славејчиња. Александар Митевски направи совршени песнички кои што се реална приказна за животните во истата. Па така за прв пат Дуња и Дејла влагаат во песна. Кенгурчето Арчибалд, тука е Буцо Нилскиот конј. Секој од нив си доби своја приказна, преточена во песна, испеана од Златните славејчиња од 12 до 13 часот, нека повелат за да се 9 дружиме. јуни рековме. 9 јуни, нели, славиме, завршуваме со школската година, а секако дека јас ќе бидам таму да им ја раскажам реалната приказна, славејчињата да ја испеат. Одлично што сподели со нас и ова информација, а пред крај мислам дека имаме уште малку време да вклучиме гледач. Јас малку се посумневав зошто немаме на тема гледачи, но ајде. Добар ден, повелата. Доколку се слушаме, добар ден, повелата, во програма сте. Дали се слушаме? Повелете, ве слушаме. Си велам на мене да не се одзива повеќе. Да, најверојатно се исклучил гледачот, но добро, еве, ќе беше добро да слушнеме на следна прилика, така што, да, почитувани, јас ќе се одјавам, ќе ви посакам Ве слушам. Се слушаме. Еве сме. Повелете, ве слушаме. Повелете. Леле, па ве слушам. И ние сега ве слушаме вас во студиото. Да, ве слушаме, повелете, во програма сте. Ало, добар ден, јас ве слушам многу убаво, не знам. Сега и ние ве слушаме вас. Добар ден, поздрав до вас. Би сакала да кажам гостинот ваш што го кажа примерот со змијата дека влегла во кола, тоа се однесува за кај нас тука на улица, Босна и Херцеговина, број 27 и сака, бидејќи јас тука живеам број 29 градата, се случи тоа дека јас го слушам сега збори као не биле опасни, ово, викам, мислам дека секој човек би се исплашил. Сега, ако си има некој искуство, тоа е веќе друго. Тоа си е негово. Меѓутоа, ние како обични граѓани што не се разбираме, страшно е, на вистина. Едва се собра комши да отворат колата, па едваја фатија, па некако да ја утепат. Па да се спасија, да ја утепаат. Браво. Молам? Не, оставете тоа што се шегувам, што се смеам. Да, нормално е, знаете како. Нас секогаш, дури еве и денес ми се случува јас да ги шетам кучињата и да слушнам од жена на ваша возраст како се обраќа на своето внуче, нели? Карам те керко, досети се снава муабетов. Година, господине. Ние сепак не можеме тука мали деца еден куп. Така, малите деца немаат врска со ова, господјо. Јас сакав друго да ви кажам, многу често ние наметнуваме една фобија, една паника кај децата непотребна. Аха, еве го кучето, сега ќе ти дојде кучето, само ако не јадеш ќе ти дојде кучето, или од друга страна одете во тревата ако ви излезат змиите, само ако отидеш во тревата. Сакам да речем дека тоа по навика ние си го повторуваме и правиме. Сетете се сигурно на вашите баба и дедо, сигурно не реагирале вака кон змии. Јас ве разбирам пред сето, меѓутоа ние кога сме ве повикале, мислам дека вие пошто сте искусен со таа работа, би требало да дојдете да ни помогнете, а не ние 5 Не, господјо, во автомобил. Не е моја работа да отштрафувам автомобил за да извадам змија. Добро, ама еве, кога веќе го имате тоа искуство, мислам дека не требаше да не одбиете. Да, ама навечер беше во 10 часот, господјо. И како во 10... Автомобилот може да почека да се улади неколку дена и змијата сама да се излезе. Грешка имате и може би друг некој се јави. Да, може би станува збор за друг случај. Ама тоа се на тоа што кај нас се случи ова на Босна и Херцеговина број 27. Ама џабе, господи. И во колата во едно југо беше змијата. Ама нема врска, можете да имате и... Замислете дека некој се плашат од гулаби и сега што треба да направат? Да ги пукаат сите гулаби по улица што ќе прелетаат. Ако не се плашите од
страна е лесно да кажеш, меѓутоа ние како неуки Знам дека има нормално е многу да кои се што ќе ме негираат во овој момент, ама пак ќе ви речам, мојата мисија на оваа планета не поздрав, не е да ги мотивирам луѓето дека за секоја една ситница треба да драмат од змија и дека треба да креваат паника ако помине под автомобил. Што ќе се случи, пак ќе речам, некој ако има фобија од птици, ќе треба да пука по планетава, нели? Никако, таман работа. И најлошата варијанта, децата да ги учиме на истото. Никако. Жив доказ за тоа сум јас во студиово, не издрам со оглед на тоа што да имам фобија од змии, но еве Војо Иванов успеа да ме убеди во ова. И еве конечно дојдовме до одјавата, како што кажав, благодарам да ве поканиме на 9 јуни, оно што го најави Војо во Скопската зоолошка градина е одличен ивент и секако се гледаме во следна прилика. Апсолутно, добродојдени се сите родители, пак ќе речам, особено оние со мали деца, за да ги научиме на нешто паметно, а тоа е да ја сакаат природата. Така е. Се гледаме, ве поздравувам. Следува колегата Владко Чаловски и разговор со колешката Лепа Џундева, политичка тема.